Фатмир Битики бил високо морална личност. Ова е оправдувањето на македонската влада, зошто го предложиле вице-премиерот за економски прашања да бидат дел од арбитражното тело на Светската банка, каде доколку биде ангажиран за одреден спор, би имал саатница од $500. Од Илинденска се правдаат дека немало проблем со предложувањето на Битики, бидејќи никаде не било наведено дека постои неспојивост на политичката функција со можноста да се биде дел од ова тело. Во членот 14 од Конвенцијата е наведено дека луѓето кои се назначени да бидат во панелот на арбитри треба да бидат високо морални личности и да имаат високо развиени компетенции во областа на правото, трговијата, индустријата или финансиите и на кои може да им се довери да одлучуваат во дадени предмети. На Илинденска, како да не го гледаат делот од Конвенцијата на ова арбитражно тело, каде се вели дека истото треба да биде деполитизирано. Телото е независна, деполитизирана и ефективна институција за решавање спорови. Незината достапност до инвеститорите и државите помага да се промовираат меѓународните инвестиции преку обезбедување на увереност во процесот на решавање спорови. Од владата се правдат дека станувало збор за континуитет. Во 2017 на позицијата арбитар во ова тело бил и тогашниот вице-премиер Владимир Пешевски. Инаку за секој час работа доколку биде ангажиран на сметката на Битики ќе легнат $500, додека пак $250 по час му следуваат и за времето минато во авион и патувањето кон централата на Светската банка. Ако случајно во авион има некаква активност поврзана со ова тело, наместо 250 ќе добие по $500 за еден час.